Господине Керим, може ли јас да излезам? Може, се разбира. Како тоа некој го запалил, ова е големо обвинување. Зошто би сакал да изгоре некој куќарката и тоа додека има луѓе внатре, не разбирам. Јас го немам видено документот. Попладнево бил испратен по факс. Јас излегов порано. Веројатно некој свесно го нема предизвикано пожарот. Можна ли е таква глупост? За да се случи нешто вакво има две причини. Или некој свесно да сака да запали луѓе, или да земе пари од осигурителна компанија. Мене ми се јави еден другар од пожарна. Според тоа што ми го кажа тој, бидејќи не била позната причината за пожар, не можело да земеме пари. Ајде те молам. Веројатно не сум го предизвикал јас свесно пожарот за да земам пари од осигурителна компанија, нели али? Да го покриеме и да оставиме да стаса. Поред. Разговаравте ли со господинот Керим? Што ти рече? Ништо посебно. Господарот на куќата те викна тебе во неговата соба, чисто така. Затоа што господинот Али дојде да разговара во врска со пожарот, затоа не успеавме да разговараме. Што се случило со пожарот? Се сомневаат дека пожарот е предизвикан од страна на некого. Бога ми, се може да биде. Од денот кога сме дојдени во оваа куќа, нема што не ни направија, секакви гнасотии. Во тоа спаѓа да ја изгорат куќата, знаејќи дека сме внатре. Ти навистина не си го знаеш воопшто местото. Ми се смачи од сите твои однесувања и овие озборувања. Лично ќе одам да разговарам со господинот Керим. Господја Меријам? Чекај, застани. Што сакаш да кажеш ти, а? Ајде, што сакаш да кажеш, кажи ми отворено, кажи. Па и ти кажуваш се што ти текнува? Може би сум ти кажала нешто само за да ти изнервирам, Господја Меријам, ве молам, жите Господ, таа е уште дете, ве молам, прогледајте низ прсти, ве молам. Жите Господ, тргни ми се, Фатма. Какво дете? Твојата керка се што прави свесно и испланирано, но навистина веќе ги поминува сите граници. И време е некој да ја рече стоп. Господја Меријам, ве молам, жите Господ, ве молам. Те молам, господја Меријам, те молам. Види, ако го кажеш ова на господинот Керим, тој ќе не избрка нас од оваа куќа и ние ќе паднеме во рацете на мојот посинок. Жити Господ, господја Меријам, ве молам, жити Господ. Си одиш ли, Али? Да, треба да си одам. Ке дојдеш ли утре? Како да не дојдам? Ке дојдам и тоа само за твоите јадења. Види го ти. Штом толку ти се допаѓаат јадењата на дада Меријам, тогаш зошто постојано ми ги одбиваш сите покани за вечера, бе сина? Поради работа, чичко. Инаку само за твојата вкусна храна јас би доаѓал секој ден во оваа куќа. Добро, ајде да излеземе. Господ да те благослови, господја Меријам. Фатма, прибери си ја керката. Те молам, Господе, тоа да е. Има различни датуми на раѓање. Не е таа. Леле, Господе, колку сакав таа да е. А не.
Доста бе, веќе доста. Аман колку зборуваш ти. Керко, зошто не ја затвориш устата малку, абе ти глупа ли си, знаејќи дека господја Мерием е со години во оваа фамилија, се кажува ли такво нешто за фамилијата пред нејзе? Мамо, доста веќе. За се ме обвинуваш мене. Јас заради Ипек зборував така, тоа девојче ми рече, знам се што имаш направено за да останеш во оваа куќа. Ако си одам од работа, ќе одам и се едно по едно ќе му раскажам на господинот Керим. И после кога Али рече дека пожарот е сомнителен, многу се исплашив. Доста бе, прекини веќе, ќе слушнат сите сега. Прекини. Тоа девојче сигурно знае нешто. Не знае ништо, измислува. Ти ја провоцираш неа и затоа таа ти враќа на тој начин. Таа е многу опасна игрица е. Па добро, ама зошто додека Али зборуваше за пожарот ме гледаше така чудно? Откаде јас да знам? Кога Мерием рече дека ќе разговара со Керим, навистина се исплашив. Абе, будала ли си ти, Керко? Зарем би дозволила јас нешто такво, а? Зарем јас би дозволила такво нешто да ти се случи? Јас одидов кај господјата Мерием и разговарав со неа. И реков, види господјо Мерием, ако ова му го кажеш на господинот Керим, тој ќе не избрка нас. И ја убедив. Не може ти, господ Керко, Ајде сега, види, ти малку побрзо избувнуваш, многу привлекуваш внимание. Немој, види, а таа итрицата прави ли вакви работи? Биди паметна и ти, биди. Добро, Керко. Погледни ме мене. Ај, злата. Тато, Повели, ќерко. зошто дошол Али? Готов бил извештајот за пожарот. Се дознала ли причината? За жал не. Добро, ама во записникот од пожарна треба да е наведено. Па не го навеле, ете што да правиме. Добро, одам јас во работната соба. И јас ќе дојдам. Секој си се повлече во својата соба. На утрешната вечера не доаѓаат многу луѓе, а? Да, ќе биде еден мал прием. Фарук и сопругата, Чичкоти Хасан и неговата девојка и Али и Шуле исто така. И се разбира, овој прием нема да биде баш пријатен за мајка, ти знаеш. Зошто? Заради Чичко Хасан ли? Па не само заради Чичкоти Хасан, знаеш. На мајка ти и Фарук воопшто не и се допаѓа. Што да правам? Ајде да одиме. Кој е сега во ова време? Сигурно е Хамди. Джим. Джим. Зейнеп. Каде си ти? Зошто не ми отвараш врата? Ти ли беше? Мислев дека е бато Хамди. Што направи? Успеа да најдеш пари? Не бе па ти. Како да најдам толку пари? Нели гледаш во каква ситуација сум? Джим, ова не може вака. Очигледно дека Акиф нема да ти дозволи да возиш такси. Подитно мора да најдеш работа. Види, ако најдеш некоја работа како мојата, Акиф нема да може да те избрка. Бидејќи такви големи корпоративни фирми не гледаат луѓе како Акиф. Да, во право си.
ќе побарам пари од еден другар за тебе. Ама под услов да ги вратиш. Ветувам. Што треба тоа? Навистина. Абе, јас што треба? Било што ќе направам, ако треба ќе носам торби, ќе ги вратам парите. Добро, во ред, ќе ти се јавам. Добро, ќе чекам да ми се јавиш. Добро, се гледаме, ајде. Зейнеп. Ти благодарам. Чекај, не брзај толку со заблагодарување. Може би нема да најдам. Ако. Мене многу ми значи ова. Джем, колку и да сум ти лута за сите работи што ги направи на Несрин, свесна сум дека во последно време доживеа многу страшни работи. После смртта на татко ти остана сам, без работа и без пари остана, се сноѓаш. Несрин, ако ништо друго, ја има мајка и барам. А ти? Абе, Зейнеп, јас ти кажав и предходно. Јас после ова ниту планирам да ја најдам Несрин, ниту пак да ја направам нешто. Само ме интересира каде се. Мислам, ако ти ми кажеш, само ќе ми олесни. Добро, како и да е. Јас треба да одам сега на работа, во ред? Ете, знаев дека нема да ми кажеш. Па штом знаеш зошто ме прашуваш? Па си ја пробувам среќата? Ајде се гледаме. Емине, јас излегувам. Спремам појадо, господјо Хандан. Не, нема да појадувам. Имам работи што треба да ги средам од Сабајлио, таму ќе одам до кај Селда. Па и да Меријам ме има викнато. Ама па и оваа Меријам веќе почна да претерува. Ама господјо, исечена е раката и затоа... Леле, Емине, те молам. Немој да ми ја браниш Меријам. Среќа малку се пресаче, затоа цела работа ти остави. Јас ќе одам кај Селда без да дојдам дома, да знаеш. Во ред, господјо Хандан. Смотана ни една. Па не јади, ако не ти се јаде. Што е бе, што сакаш? Ти пак ли дојде? Што ти е гајле тебе бе? Тебе ли ќе те прашувам дали да си дојдам во својата куќа? Штом таа Ајше те земала со себе, тогаш заслужува се што и правиш. Хајде марш! Господе Боже! Абе, ни една од овие твои комшики немаат асален маж. На ваквите жени од време на време ќе им залепиш по една и ќе видиме дали вака ќе се однесуваат. Кој дојде? Оние твојне комшики што за ништо не ги бива. Што сакала? Не знам, глупава жено. Донел еден тањир со нешто и си отиде. Абе, нема ли тоа зелеп? Нема. Добро, ма ти знаеш дека бајат леп не јадам. Јас нема да фрлам бајат леп само затоа што е бајат. Јас ја вртам оваа куќа со парите што ги заработувам. Аман бе, жено, што ке беше бе? Само дар. Човек да не може едно парче леп да касне. И не ми се јаде веќе од тебе. Леле, Господе Боже. Конечно си отиде барем јас да си јадам на рад. Добро утро. Добро утро, господјо. Мерија ми донесе копија од твојата лична карта. Си се подготвувала за универзитет. Да. Мислам дека лани си завршила средно, така? Според податоците од личната карта, нели си малку мала за тоа? Дали ти лани заврши средно или си неколку месеци помала од сите што завршија? Всушност, мене ме запишале порано на училиште. Бидејќи мајка ми работела, чистела по куќи, немале каде да ме остават. И благодарение на еден наставник кој бил познали, успеале да ме запишат. Разбирам. Добро утро. Добро утро, господја Селда.
Како сте? Бидејќи почнавме уште од вчера со подготовките, искрено при крај сме доскоро. Одлично. И Хандан ќе дојде. Во ред. Јас дојдов. Добре дојде. Си подранила. Хандан излезе порано и веднаш дојдов овде кај вас. Баш добро испаднала. Ви донесов многу убава чоколадна торта. Аха. Леле, бога ми, јас бев многу гладна. Ајде еден чај да ставиме. Епа одлично. Ајде, јас ќе го направам останатото. Фатма, каде е Несрин? Ја средува нашата соба. Во ред. Секако знаеш, вчера изчистивме се, но сепак, после појадокот, девојките нека направат уште една обиколка да проверат. Ке ја кажам. Масата е спремна за појадок. Само уште чај и кафе да однесеме. Во ред, Ипек. Бидејќи сме многу, нема да ни биде тешко со подготовките. Аман, да Миријам, зар може да ти исплашат тебе неколку гости? Кога доаѓа мајката на господинот Керим од Антеп, тука многу често доаѓаат гости и секогаш се спремаат на тешките јадења. Изгледа овој период ќе дојде мајката на господинот Керим. Не знам зошто прашуваш. Не бе само онака, нели ти пре некој ден рече дека доаѓа господјата Султан? Па да, има такво нешто, но не знам точно кога. Да Миријам, господјата Хандан оваа работа воопшто... Да ставам чај јас. Да се напиеме. Здраво. Ми рековте сакате да разговараме, затоа ви се јавив. Тука ли ќе доаѓате? Во ред, како сакате, тогаш може и тука да разговараме. Не, како што знам нема многу луѓе. Мајка ми рече неколку луѓе. Не се грижете, секако нема ништо да ми се испушти. Имајте убав ден. Оваа шулена вистина е глупа. Значи, ако мојата цел не беше многу погоре, немаше али на никој од вас да го оставам. Молам, Зейнеп. Како си, Несрин? Така, а ти? Добро, види, знам, ти ми имаше кажувано да не те барам, ама нема на кого да се јавам. Имам потреба од твојата помош. Што се случи? Јас имам еден долг. Дали може да ми дадеш малку пари? На заем, сигурно имаш нешто на страна. Колку ти требаат? 2000. Многу пари се тоа, Зейнеп, и секако јас немам толку пари. Добро. Јас само сакав да си ја пробам среќата. И да имам, не можам да ти дадам. Акив постојано се мота наоколу, не можам многу да излегувам на улица. Добро, Несрин. Да се жива и здрава. Зейнеп, те молам, немој да ми глумиш жртва тука. Зошто да глумам жртва? И ти си во право, Несрин. Кога и да се видиш со мен или Акиф или Джем, некој те следи. Ајде, добро, треба да спуштам. Чекај, немој одма да спушташ. Па добро, може, нема да можам да ти дадам пари, ма ова не значи дека нема да се видам со тебе. Ти си мојата единствена другарка. Добро, ајде се гледаме, сега треба да спуштам. Довидување. Леле, кутри од Джем, од каде ќе најде пари? Дај Боже, овој пат да е дома господинот. Ти ли си Джем? Да? Хандан. Дали вие ме баравте мене предходно? Мислам, другарите ми кажаа дека некоја жена ме барала. Да, јас бев тоа, но не успев да те најдам. А зошто ме барате? Јас сум роднина на господинот Керим, газдата на твојот татко, уствари сестра на неговата сопруга. Вашиот зет не ме сака мене. Ако слушне дека сте тука, може да се изнервира. А зошто мојот зет не би ве сакал вас? Добро, ајде, не е битно. Вие се уште не ми кажавте зошто ме барате. Искрено ме интересира каде си ти кога сите од твојата фамилија се благодарни на твојот татко. Затоа ли ме бараш мене?
За да ме прашаш зошто не дојдов на вашата врата за возврат на животот на татко ми ли? Да не се плашиш дека ќе ви се одмаздам со крв? Не, немаме таков страв. Само, сакам да знам каде си ти, додека сестра ти, мајка и седат во куќата на зет ми. Несрен и Фатма се таму? Да, зарем не знаеше? Не знаем. Види, да не разговараме вака на нога, ако сакаш да седнеме негде. Добро утро. Туба каде е? Во незината соба ли е? Да, тато. Нема некои проблеми, нели? Не, нема никаков проблем. Сигурно не сака да излезе од незината соба. Кога излегов јас од собата, тетка Мерија ми однесе појадок. Но таа не сакаше да јаде. Немојте периодов многу да ја форсирате туба, ве молам. Таа е во некоја депресија. Свесен сум дека не може да одлучи што сака да прави. Во право си, тато. Туба периодов е малку несрекна. Некогаш си мислам дека сака да си оди од тука. Мислам, кога викам од тука, не мислам од куќата, но изгледа како да сака да живее во некоја друга држава. Не е возможно. Моите деца до брак не може да излезат од куќава. Се додека ние сме живи, не може никој така по своја жилба како што му текнало да си оди и да се враќа. Тоа што си моја мајка не значи дека си ми Господ. Колку чудно. Уште за татко ми викате бил конзервативен. Кој? Јас сум конзервативен. Јас мислам дека татко ми е конзервативен, оноко колку што треба да биде. Јас навистина не знам за мајка ви, но јас мислам дека јас треба да ги штитам моите деца. И ако тоа е конзервативност, да, јас сум конзервативен. И сигурен сум дека сите мајки и татковци мислат дека мораат да ги штитат своите деца. Тато, ти и да мислиш дека е така, не го покажуваш тоа многу. И плюс не даваш такви сурови критики. Не те разбирам. Што значи тоа сурови критики? Мајка ти те критикува тебе? Зашто се наоти ти туба? Заради тоа што реков дека не работиш ништо, цел да седиш дома и се мешаш на сите? Селда, зошто би било проблем тоа што туба не работи, не разбирам? Душа, не реков дека е проблем. Јас само зборувам за незино добро. Господја Селда, може ли малку да дојдете? Ке дојдам. Кажи им на девојчињата да ја соберат масата, сите завршија. Добро, во ред, ке средам јас сега. Туба, ќерко, сакам и ти да бидеш присутна на вечерата. Тато, и видив на другарка ми. Плюс секако мислам дека и никој нема да примети. Не е возможно таква нешта. Ние мислиме многу на тебе и затоа јави се кај другарка ти и кажи дека нема да можеш да одиш. Јас ќе бидам во работната соба. Добро, зошто постојано ме терате со сила да правам работи што не сакам да ги правам? Несрин? Добро си? Добра сум. Мислам дека малку ми се сврте од многу работа. А зошто толку многу работиш и се мачиш? Јас навистина не разбирам. Па господја Селда рече дека доаѓаат гости и цела куќа да биде цаком паком за 1 сат. Па ете јас се трудам да стигнам. Како и да е. Господјо, јас се уште не знам што ме барате вие мене. Зошто сакате да ми го кажете местото на Несрин? Види,
Ке зборувам многу отворено. Сестра ти и твојата маќа, благодарение на тебе, живеат во таа куќа. Мислам, кажа дека ти си ги малтретирал, си ги тепал и со сила си им ги земал парите. И зет ми се сожали и ги прими на работа и сега тие живеат таму. Добро е што ми го кажавте ова. Искрено се секирав. Добро, и што планираш да правиш? Ништо. Што би можел да направам? Жени толкави, кај сакаат таму нека живеат. Како тоа? Нели ти е гајле? Не, Добро, но ако ти си толку незаинтересиран, зошто тие две глумат дека бегаат од тебе? бидејќи навистина ја малтретирав Несрин. Ја форсирав да се омажи со еден што не го сакаше. Аха, значи вистина е тоа што го раскажа Несрин. Не знам што ви кажала Несрин, но јас ги направив овие работи. Сите работи. Може би заслужила. Вие не ја сакате многу Несрин. Не зошто да не ја сакам Несрин. Плюс, јас не живеам таму со нив. Јас дојдов тука само затоа што ме интересираше. Джем, јас многу го сакав татко ти. Тој за тебе зборуваше со многу љубов. И затоа сакав да се уверам дека тоа што го зборува Несрин е вистина. Вие разговаравте со татко ми? Да, се гордееше со тебе. Татко ми многу ја сакаше Несрин. Јас сум виновен што не успев да ја задржам нашата фамилија заедно на едно место. Јас не требаше да го терам тоа девојче со сила да се мажи. Јас тоа не би го знаела. Но, сигурна сум дека си го мислел доброто. Да, но по смртта на татко ми не требаше да ја форсирам за да земам пари. Какви пари се тоа? Парите? Фамилиарна работа, не е битно. Нема врска. Се гледаме. Фала ви што ми се јавивте. Запиши ми го бројот и те молам побарај ме за што и да ти треба. Здраво, бато. Здраво, пријателе. Што направивте? Успеавте ли да ги најдете? Бога ми, бато, сега ќе ти кажам, ама да не се налутиш. Дај ме кажувај. Бато, освен вратите и покривот на колата, ништо друго не останало. Децава од улицата ја распарчиле скоро цела кола и ја продале. Е, како стигна во рацете на уличните деца? На местото кај што ја најдовме колата, имаше неколку деца, зборувавме со нив. Некоја жена им го дала клучот и им рекла земете се што сакате и правете што сакате. И тие, веднаш како човекојаци, ја распарчиле колата. А еден тон пари имаше во таа кола. Бато, ти мислиш дека тие што ја донеле колата, дека ќе остават парите? Слушаме му. Ако само слушнам од некој дека некоја жена ја украла колата, има да ве распарчам сите, така да знаете. Јас не разбирам зошто толку се трошиме. На крајот на денот ќе дојдат само неколку луѓе. Па убави се, ако имаш многу пари, ваквите работи се неважни. Чекање гости е на еден начин покажување на моќта и силата. Некој си ги покажува парите, некој вкусот, културата и слично. Но во оваа куќа, кога се спрема нешто, секој трча само за една цел. А тоа е добро гостопримство. Господинот Керим не го прави тоа за да се рекламира. Тука ли е Мехмет? Не знам, јас го немам видено. Туба, ти зошто не се подготвуваш? Ке се јаде обична вечера во нашиот двор. Обликата ми е соодветна. Ти многу добро знаеш дека не е соодветна. Те молам, ајде, качи си, спреми се. Не сакам да се пресобликувам. Тоа е едно обично јадење. И верувај ми, и ти некогаш ако се однесуваш по твоја жилба, ќе биде многу подобро. Знам во ред, лута си ми, но те молам, немој вака пред гостите. Мамо, јас не сум дете кој што сака да се истакне со некоја вчерашна караница пред гостите.
Извини, ама навистина не сакам да се качам горе да се дотерувам како кукла некоја. Вака ќе си облечена? Да. Зарем не ти се допадна? Многу е општо, на мајка ми воопшто нема да й се допадне. Добро, а како очекуваше да се облечам за една вечера? Мајка ми инсистира да бидеме многу дотерани. Ти не грижи се, господја Шуле, сите ќе не покрие во тој поглед. А ти зошто не се облече? Се облеков, мамичке. Вие сакате да ме полудите? Селда, јас ќе се качам горе да се пресовлечам. Ќе можеш ти да ги пречекаш гостите, те молам. Се разбира. Јас одам горе, после ќе се симнам. Во ред. Несрин, дали може да ги оставиш овие работи во собата на господинот Керим? Ти очигледно имаш намера да не ми дозволиш ни да дишам. Абе, што човек ќе беше без да си искара за нешто не прави никаква работа? Добро дојдовте. Добро дојдовте, господин Али. Добро ве најдов, Мехмет. Има ли некој овде? Вие сте први. И секако само господинот Фарук и неговата сопруга. Добро, во ред. Ти тргни ако лава. Во ред? Да не им пречиме на гостите. Во ред. Многу малку гости имало. И што, сега тоа е проблем? Јас многу се подготвував. Ти за гостите се спремаше, Шуле? Па се разбира, да. Жените секогаш повеќе се спремаат за гостите. Добре дојдовте. Добро ве најдов, господјо. Колку сте убава, Шуле. Ви благодарам. И вие сте многу убава. Ти благодарам, душо. Го нема чичко Керим? Горе ќе се симне за кратко. Ајде да влизаме. Ајде. Штом Селда е долу, сигурно Керим е во собата. Јас многу ви се извинувам, не знаев дека вие сте во собата. Нема проблем. Требаше да ги закачам лиштата што дојде од хемиско. Да, може да ги закачиш слободно. Добро, во ред, јас ќе ги закачам и излегувам. Тука ли беше ти? Ги носе фалиштата што стигна од хемиско да ги закачам. Татко ми се спремаше во собата. Не знам, јас не го видов.
Добре дојдовте. Благодарам, Берен. Здраво, Берен. Ке се напиете ли нешто? Јас не сакам ништо, ви благодарам. Јас може да се напијам една вода. Денес е многу мирно. Првиот пат кога дојдов дека изгоре фустанот на туба се беше хаос. Вториот пат вработината беше изгубена. Мислам дека нема потреба сега да зборуваме за ова. Како си, Туба? Здраво, Туба. Како си? Добро. Не успеа да најдеш, нели? Многу ми е жал. Добро, Зейнеп, не ме гледај така со тие жални очи. Ти направи се што можеше. Ти благодарам. Што ќе правиш? Бога ми не знам. Ќе најдам некој чаре. Другар ми ја спаси колата и тоа беше битно искрено. И парите ќе ги решиме некако. Джем, многу би сакала да земам кредит за тебе, ама татко ми ќе ме убие. Знам. Секако ова беше и грешка. Што го побарам. Ајде, нема везе. Ќе најдам некој чаре. Знаеш ли, дознав каде е Несрин? Како дозна? Па, дознав на мој начин. Го знаеш газдата на татко ми, Керим? Па, живее во неговата куќа. Тоест, работеле таму. Несрин не сакаше да ти кажам. И јас да бев на твое место, ќе го направив истото. Добре, што ќе правиш во врска со Несрин? Бога ми се додека си седи мирна и си живее, таму не планирам ништо да направам. Но ако осетам дека пак оди со главата во зид, тогаш ќе ја фатам за гуша и нема да ја жалам. Ке беше убаво и сопругата да беше тука, господине Фарук. Точно, во право си. Да е Боже. Хандан, нели Фарук кажа веќе, сопругата му била болна. Јас така се изразив, само затоа што многу сакав да ја запознаам зете. Годините за мене поминаа многу остро. И точно ја оправдав неа. После изгледа заврши работите со вечерата. Ох, добре, наситим се допадне јадењето. Многу ми е жал за тебе. За какви ситници се радуваш. Па можеш да си го поминеш цел живот со 2 пиперки и 3 патлиџани. Не ми се верува колку лошо и злобно девојче си ти. Ти навистина си мислиш дека си нешто многу битно. Ти не служиш за ништо друго освен да бидеш отровна змија и да ги повредуваш луѓето. Што се случува тука? Нема ништо. Господја Ипек си ја искажува злобата. Ако има некој што е лош и пон со злоба, тоа си ти. Леле, аман бебеке. Прибери се малку. Прекини да го задеваш моето девојче. Дека неколку дена ви молчам, не значи дека треба на глава да ни се качите. Ако и кажам на господјата Селза, што правиш ти во оваа куќа, ќе видиш ти тога што те чека тебе. Кажи ми што правам за да знам и јас, господјо Фатма. Добро, доста, ајде приберете се веќе. Ке не слушнат. Добро, Мамо, вери говорете. доста. Ако и кажам на господјата Селда што правиш ти со незиниот син, да видиме дали ќе можеш и тогаш толку многу да зборуваш. Јасно. Очигледно вие кога нешто не е по ваше, почнувате да ги клеветите другите. Па добро. Тогаш сега е мој ред да зборувам. Кога ќе им кажам на сите од оваа куќа
Што прави твојата керка? Да видиме дали ќе можеш вака да зборуваш, господјо Фатма. Мама, ајде остави ја. Кој знае што ќе измисли сега? Кој знае што ќе смисли за таа злоба? Ипек, и јас сакам да знам што е тоа што направила Несрин. Прво ќе кажам на господјата Селда. Мајка ми ме бара. Фатма, воопшто не е убаво што зборуваш така во врска со Ипек и Синан. Не е убаво да ги обвинуваш луѓето за вакви работи само поради тоа што Синан ни даде неколку книги на Ипек. Ова е срамота и огромен греф, да знаеш. Господја Меријем, зарем не ја слушнавте какви работи ни кажува? Ке разговарам и со неа, Фатма. Мора да ми образложи што сакаше да каже, но вакво однесување. Од двете страни како да се уценувате едни со други воопшто не е убаво. Во оваа куќа досега немало вакви работи, ама и после ова нема да дозволам, никако нема да дозволам. Аман бе, мамо, зошто го примаш тој нарани, мајко? Што убаво си имаше отидено? Да, во право си, знаеме дека ќе се врати дома, но... Добро, мамо, добро, ајде оставиме, јас трупам глупости. Да, знам. Знам дека немаш можност да го спречиш да дојде дома. Добро. Ајде, мамо, не се секирај. Мамо, јас морам да спуштам, сега ќе ти се Ало, јавам. погледни ме мене. Зошто постојано ме оценуваш мене со нешто? Има одма сега да ми кажеш што е тоа што сакаш да го кажеш. Не сакам ништо да кажам. Нема така плук, не бегај. Што и да сакаш да кажеш, сега одма ќе го кажеш. Остави ме на рад. Јас овде работам и оваа работа и овие пари мене ми требаат. И само ако ти и мајка ти направите нешто, ќе платите дебело за тоа, да знаете. Неле, оваа глупача не знае ништо. Зборува напразно за да ме изнервира само. Здраво. Здраво. За да разговарам со тебе, реков ќе одам во тоалет, ама не те најдов натра. Во кој бев работев? Мислам дека имаш работи што сакаш да ми ги раскажеш. Не, јас не кажав такво нешто. Вие имавте работи што сакате да ги дознаете од мене. Добра, нека биде така. Видете, само толку можам да ви кажам вам. Господјата Селда никако не сака незината керка да се гледа со Али. Голема е веројатноста дека Али не го гледа како соодветен. Ама Берен е решена да ви го земе дечкото од вашите раце. Погледнете, многу е очигледно дека се допаѓа многу. Единствено нешто што ја спречува е мајка ѝ. Сигурна си? Сигурна сум. Да. И претходно споменавме, ако ви помогнам дека нема да остане без соодветен возврат. Запознае нас и со плановите на Фарук со тебе. Планови? Какви планови? Нели ти кажа татко ти? Али, ајде, кажи веќе што имаш да ми кажеш. Берен, Фарук сака да те венча со неговиот син. Што разговарате вие двајца вака сами настрана? Ти зошто постојано се однесуваш како да има некои скришни работи? Не разбирам. Што би зборувала јас скришно со твојот дечко Шуле, а? Јас не реков ништо лошо, душо. Видиш, Шуле, навистина веќе се многу досадни овие твои префрлања додека глумиш дека си многу фина девојка. Смирено, Берен. Леле, колку грубо разговара со незините гости. Извини, Фарук. Нема зашто. Молам. Интересно е што те гледам после толку години во куќата на Селда. Точно, во право си. Не знаев дека Селда е венчана со Керим. Се разбира дека знаеше. Годините за мене поминаа многу остро, Селда. И да знаев кој ти е сопруг, тебе јас не можев да се сетам од тоа колку многу бев зафатен кога те видов тебе на вечера кај Керим.
Многу се изненадив. Добро, зошто се правеше дека не знаеш? Не јас. Кога Селда се постави кон мене како да не ме познава, јас само го почитував изборот и останав тивок. И точно ја оправдав неа, бидејќи ниеден маж не би сакал да се запознае со бившиот дечко на неговата сопруга. Поранешно момче, ние бевме верени. Па нели е тоа исто? Слушај, ваму Фарук, уште еднаш немој да си дошол во мојава куќа. Значи, жената ти понуди работа? Не бе, па и ти не рече работа. Ми рече да и се јавам кога и да имам некоја потреба. Е, па тоа е исто, Джем, и ти имаш потреба од работа. Оди разговаре. Па не знам, господинот Керим не ме обожава. Баш ти е гале за господинот. Тој благодарение на татко ти е жив. Ако веќе им помага на тетка Фатма и Несрин, нема зошто тебе не. Слушај, ако успе да ти најде и тебе работа, тогаш ќе земам кредит. А ако имаш работа, тогаш ќе може да го исплаќаш. Не може такво нешто. Абе и жената да ми најде работа на мене, господинот Керим ќе ми ја оневозможи таа работа. Несрин и Фатма секаде раскажале дека бегаат од мене. Ама во право се, Джем. Па не баш, господја Зейнеб, не се во право. Уствари секогаш јас бев во право. Јас никогаш не им се мешав на нив за џабе. Добро, ајде, нема потреба да разговараме за ова. Несрин и тетка Фатма си одредија една животна патека. И не само за парите на Чичко Хамди, Джим, тебе се разбира ти треба работа. Оди разговаре со жената. Може би ќе те најде работа, те молам оди. Па што знам. Навистина не ми е јасно како овој Фарук вака наедна се прибра и си отиде од овде. Тато, кога му кажав дека си колекционер на црно-бели филмови, навистина многу му привлече внимание. Ми рече, мора да ми ги покажеш. Селда, може да поразговараме малку јас и ти? Добро, како можеш вакво нешто да направиш? Си се јавила кај поканет гостини, си му рекла да не доаѓа на вечерата? Па не е соодветно неговото присуство. Замисли што може да се случи ако моите пријатели слушнат за ова. Не ми се верува. Само за да не речат нешто неколку твои другари и другарки со кои што не се ни гледаш, си избркала мој пријател кој јас го имам покането? Не го избркав. Само му кажав дека и Милте ме поканета. Добро да тоа нели е исто, кажи ми. Никогаш нема да ти простам што ме стави во ваква ситуација пред моите пријатели, да знаеш. Не преувеличувај, Керим. Што има лошо во ова? Само сакав да го предупредам. Мислам си знаела дека нема да дојде Мелта ми го направи ова. Браво за тебе. Браво, навистина. Слушај ме сега. Хасан сакаше Берен да биде архитектот на новата куќа што ќе прави на село. Ако случајно кажеш нешто во врска со ова, јас никогаш нема да ти простам, само да знаеш. Зарем Берен го прифати ова? Се разбира дека прифати. Никако нема да дозволам вакво нешто. А Милте ми е мене скоро 20 години другарка. И плюс Берен ја сака како нејзина ќерка. Вакво нешто е директно непочитување. Па и Мелта, ако беше соодветна жена, ќе си го задржеше мажот во нејзини раце. Нели е така, Селда? Добро, во ред. Ти обавезно јави ми сутре, јас ќе се потрудам да средам. Ајде, Шуле, да одиме и ние. Додам до тоалет пред да си одима? Секако. Нема потреба, знам каде е. Па тоа ли мора да видиш колку убави нови работи се купив за моторот. Добро, ајде да видиме. Оваа од кога дојде постојано во тоалет. Сигурно отишла да си ја средиш минката. Видете ја неа, видете се себе си. Се облекувате како да одите на пикник.
Бога ми, Али имал многу среќа. Девојчето е многу убаво и се средува. Животот не поминува само со гледање во убаво лице. Ти што мислиш, Шуле, глупа ли е? Бога ми, опасно девојченце е. Ваквите добиваат се што сакаат во животот. Да не ти треба нешто, Шуле? А вас ве барам, господја Силда. Сакав да ве видам пред да си одиме. Се разбира, повели. Имам потреба од ваша помош. Во врска со што? Јас многу го сакам Али и планирам да се венчам со него. Да, предпоставував. Ама вашата ќерка Берен многу се меша во врската. Како тоа? Постојано се вртка околу Али. Ве молам, разговарете и кажете да стои подалеку. Инаку нема да биде убаво воопшто за никого. Берен не би направила такво нешто. Пред некој ден во ниедно време излегуваше на полноќ од неговата куќа. Господја Силда, зошто младо девојче во тоа време би излегувала скришно од таму? Селда?